Сашко Лавчиски е името на офицерот кој од 18 август 2024 година е началник на Генералштабот на армијата на Република Северна Македонија. Станува збор за човек кој 25 години е во војската, кој има образование и работно искуство и во земјава и во странство и кој ги минал сите скалила, служејќи пред се во специјалните единици. Последното скалило во кариерата на Лавчиски, унапредувањето од бригаден генерал во генерал-мајор, е единствената причина поради кој натаму е предмет на наш, но интерес на антикорупцијската комисија. За да дојдеме до главното прашање, потребна е уште малку историја. Сашко Лавчиски стана бригаден генерал на 18 август 2022 година со указ на председателот Стево Пендаровски. Точно 2 години подоцна, но со указ на председателката Гордана Силјановска-Давкова, тој е унапреден во чин генерал-мајор, а потоа е поставен и за началник на Генералштабот на армијата. Законот за служба во армијата во членот 61 став 1 предвидува дека офицер може да се унапреди во непосредно повисок чин по одреден број години служба во чинот кој го има. За унапредување во генерал-мајор, Лавчиски требало да биде бригаден генерал 3 години, односно тоа можело да се случи најрано на 18 август 2025 година. Но има исклучок. Може да се унапреди една година порано, како што и се случи со Лавчиски, ако меѓу другото е предлог на 2 кадровски совета на ниво бригада или повисоко, односно е предлог на кадровски совет на ниво на Генералштабот за офицер кој е поставен на должност во Генералштабот. Веќе половина година се обидуваме да ги добиеме записниците од кадровските совети, без кои Лавчиски не би можел да биде унапреден во генерал-мајор, а потоа и во началник на Генералштабот. До пред неколку дена, армијата, преку Министерството за одбрана, не убедуваше дека тие документи се од класифициран карактер. Сега ја напуштија таа позиција и тврдат дека не можат да ни ги дадат, затоа што, ако ни ги дадат, тие би можеле негативно да влијаат врз процесот кој што го води антикорупцијската комисија. Кога почнавме нашата прва постапка за записниците согласно Законот за пристап до информации од јавен карактер, откај председателката Силјановска-Давкова првично одговорија само дека во наведениот случај е постапено согласно Законот за одбрана и согласно Законот за служба во армијата. И од Министерството за одбрана, преку кое се испраќаат барања за пристап до АРСМ, ни го уважија барањето. Но и оттаму, наместо документи, добивме став. Во наведениот случај е постапено согласно Законот за одбрана и Законот за служба во армијата. Се жалевме пред Агенцијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер. По жалбата, од кабинетот на председателот се изјаснија дека не се иматели на бараната информација. А кога од агенцијата се обратиле за одговор на жалба, од Министерството за одбрана им вратиле дека составот на кадровскиот совет и записниците се од класифициран карактер. Поради повеќе причини, агенцијата заклучи дека имателот на информацијата не постапил соодветно и го врати предметот на повторно одлучување. Нов одговор никогаш не добивме. Во исто време додека АРСМ ни тврдеше дека бараните документи се класифицирани, председателката на ДКСК ни даде официјален став дека меѓу документите кои тие ги добиле за предметот за унапредувањето на Лавчиски, нема ниту еден кој има степен на класификација. Но до онаа документација во која имам увид јас, можам да констатирам дека досега нема документи кои имаат степен на класификација, што значи дека нема да бидеме попречени во носење на одлука и без поседување на безбедносните сертификати. Уште пред оваа изјава на Димитровска почнавме нова, втора постапка согласно Законот за пристап до информации од јавен карактер. На истото барање за фотокопија од записниците на кадровските совети, сега добивме директно се одбива. Еве го образложението. Со оглед на фактот дека горе наведените прашања се директно поврзани со актот на формацијата на армијата која е класифицирана со степен на класификација строго доверливо, записниците на кадровскиот совет во Генералштабот на армијата исто така содржат класифицирани информации и се класифицирани со степен на класификација доверливо. Пак се жалевме. Меѓу другото, дека армијата не сака да испрати ниту факсимил од документите со кои ќе докаже дека се класифицирани. И повторно, Агенцијата за заштита на правото за пристап до информации од јавен карактер одлучи во наша корист и го врати предметот на повторно постапување. Меѓу другото, затоа што законот по исклучок дозволува да се обелоденат и класифицирани информации, ако по спроведен тест за штетност преовлада јавниот интерес. Дополнително, и тие побара армијата да им докаже дека бараните документи се класифицирани.
Доколку бараните информации представуваат класифицирана информација, при повторното постапување имателот на информацијата е должен до агенцијата да достави доказ од кој би било видно дека бараните информации представуваат исклучок од законот, односно дека се означени како строго доверливи. И минатата недела добивме ново решение, како што побара агенцијата. Од Министерството за одбрана повторно не одбија за записниците, но овој пат со поинакво образложение. Соочени со барањето на второстепениот орган да докажат дека записниците се класифицирани, причината за новото одбивање е членот 6.4 став 1 од Законот за пристап до информација од јавен карактер. Тој пропишува дека имателот може да одбие барање за пристап до информација ако таа информација е стекната или составена за истрага, кривична или прекршочна постапка за спроведување на управна и на граѓанска постапка. Пристапот до бараната информација од јавен карактер може да предизвика штетни последици за текот на постапката која што се води пред Државната комисија за спречување на корупција. По конечноста на горе наведената постапка, доколку се уште постои јавен интерес, ја искажуваме нашата целосна подготвеност за соработка и ви стоиме на располагање за отстапување на сите потребни информации и документи. 360 степени побара мислење од Агенцијата за заштита на правото на пристап до информација од јавен карактер за неколку прашања поврзани со предметот. Директорката Пламенка Бојчева се согласи лично да ни даде одговор. Децидна беше во одговорот на прашањето дали кога било во изминативе месеци добиле доказ дека информациите што ги бараме се класифицирани. Не, тоа е токму причината заради која ние го вративме на повторно постапување кај Министерството за одбрана вашето барање, односно жалбата, бидејќи фактички тие во ниту еден момент не ја докажаа, не го докажаа степенот на класификација. Значи, кога некој се повикува на исклучокот за класифицирани информации, треба само да го докаже моментот дека таа информација е класифицирана согласно закон. А кога имател на информација ќе се повика на исклучок, треба да спроведе тест на штетност со кој ќе докаже дека објавувањето на информацијата ќе предизвика поголема штета отколку корист. Според Бојчева, и со смената на наративот дека бараната информација е дел од друга постапка, недостасува соодветен тест на штетност. Во конкретниот случај имаме подготвено тест на штетност кој што е доста паушален. Се наведува дека е спроведен тестот на штетност и дека е поведена постапка пред Државната комисија за спречување на корупција, меѓутоа не се наведува кои се штетните последици кои што ќе настанат со објавувањето на таа информација. Одговарајќи на нашите прашања, Бојчева направи мала дигресија. Та изрази изненаденост од нашата преписка со армијата преку Министерството за одбрана, бидејќи според повеќе извештаи, овој владен ресор е на врвот на листата за реактивна и проактивна транспарентност. На преостанатото клучно прашање, кој ќе биде одговорен ако промената во образложението значи дека документите никогаш не биле класифицирани, Бојчева одговори дека со сегашниот закон одговара само службеникот. Од досегашните стотици поднесени прекршочни постапки, се добива впечаток дека службените лица не се тие кои што го ограничуваат и оневозможуваат пристапот до бараните информации. Значи, најчесто тоа се раководните лица, одговорните лица во институциите, а агенцијата нема надлежност за поведување на постапка против тие лица кај имателите на информациите. Значи, исклучиво одговорноста лежи кај паѓа на службеното лице за пристап до информации. Иако, според Бојчева, во последниве години нема друг случај во кој имател на информација наеднаш ги сменил аргументите за да не дозволи пристап. Од агенцијата велат дека бараат да се воведе одговорност и за раководните лица за такви и слични случаи. Во моментов се работи на измени на законот за пристап до информација од јавен карактер. Секако, по последниот одговор се обративме до армијата. Меѓу другото прашавме како документите за кои до вчера се тврдеше дека се класифицирани, сега армијата е спремна да ги стави на увид, но по одлуката на ДКСБ. Нема ли да биде проблем што немаме безбедносни сертификати? Видно од содржината на горе наведеното решение, увид во документите како термин не е употребен. Туку се наведува дека ви стоиме на располагање за отстапување на сите потребни информации и документи. Употребениот термин «отстапување» има пошироко значење и во себе содржи повеќе форми и начини како ќе биде обезбеден пристапот до информацијата која се побарува. Додека терминот «увид» означува само една од можните форми за пристап до бараната информација.
Конкретниот начин за пристап до информациите ќе биде утврден земајќи ги во предвид сите услови кои важат во моментот на преземањето на дејствието. 360 степени ќе го искористи правото на жалба во потрага по официјална потврда. Дали постапката пред ДКСК е доволна причина да не се дадат записниците? Дали биле класифицирани документи кои, според законот, се неопходни за предвременото напредување на Сашко Лавчиски во генерал мајор? Но и дали воопшто постојат?